Корона кризата целосно излегува од контрола во Македонија, но сепак министерот за здравство Венко Филипче вели дека е за избори на 5 јули. Црни и поразителни бројки во Македонија има и во текот на минативе 24 часа. Нови 5 починати и 175 ново заразени. Најмногу загрижува бројката во Скопје, каде е регистриран 131 нов случај, а има и нови кластери, но тоа за Филипче не е причина да отиде против својата партија кога се во прашање брзите избори. Власт сака брзи избори. Дали според вас треба да има брзи избори? Ве прашувам како лекар, не како министар. Се што ќе се одржи и ќе се придржуваат луѓето и организаторите до протоколите, апсолутно не е ризик. Според вас избори на 5 јули треба да има. Можеме да заклучиме. Било кој настан во кој што ќе се придржуваат луѓето до протоколите и организаторите на дадените препораки, а Комисијата за заразни болести апсолутно не представува ризик по граѓаните. Контра Филипче се и неговите колеги од медицинската фела. Тие се против брзи избори кои би можеле да бидат опасност за здравјето на граѓаните. Доктор Зоран Спировски за Алфа вели дека изборно соочување во овој момент е невозможно. Треба да имаме еден период од прилика 28 дена според епидемиолошките правила да бројот на заболените од коронавирус биде 0 или биде близко до нулата. Односно да има малку заболени, што значи дека уште повеќе би ја потенцирале целата ова ситуација која ни оддалеку не е добра. На строгите правила за прогласување крај на епидемија подсетува епидемиологот Драган Даниловски, но тој вели одлуките во Македонија се носеле политички, а не слушајќи ги медицинските лица. Наистина во моментов е неблагодарно да се прогнозира кога би можеле да се одржат избори. Од една страна епидемиолошките критериуми се мощно строги. Ако би се следале само епидемиолошките критериуми, ќе треба еден месец да чекаме да нема ни еден заразен. Некако тоа не е објективно реално. Дека Македонија е далеко од крај на пандемијата и дека ситуацијата не е под контрола, како што вели владата, покажуваат загрижувачките бројки, посебно во текот на овој месец. Само во првите 10 дена на јуни досега има 1312 ново заразени, додека пак бројот на смртни случаи е 31. По Скопје на црната листа по ново заразени е Куманово со 24 нови случаи, 5 има во Тетово, 4 во Велес, по 2 во Прилеп, Струга, Гостивар и Свети Николе, еден позитивен случај има и во Охрид.